Добре дојдовте. Ајде да размислиме за момент. Секој ден сме обкружени со безброј информации, нели? Од романот што го читаме пред спиење па се до најновите вести на телефонот. Секој од тие текстови зборува на свој јазик и има своја цел. Денес ќе научиме како да ги разбереме сите. И тука доаѓаме до главното прашање. Во овој огромен океан од податоци, статии и пораки, како да го пронајдеме тоа што е навистина важно? Уште потешко, како да ја препознаеме вистината? Епа, токму затоа ни треба еден вид ментална кутија со алатки. И токму тоа ќе го направиме сега. Ќе изградиме една таква кутија со 4 клучни алатки. Со нив ќе можеме многу посамоуверено да се движиме низ целиот овој информацијски лавиринт. Да почнеме со основите. Со двете најстари форми на комуникација што ги користиме, со векови. Раскажувањето приказни и пренесувањето факти. Значи, првата алатка во нашата кутија е наративниот текст. Што е тоа? Едноставно кажано, тоа се приказните. Целта тука не е само да се пренесе некој сув факт, туку да не вовлече во сосема друг свет, да не поврзе со ликовите на емоционално ниво. И така, пораката останува со нас многу подолго. Погледнете го овој пример. Само со неколку зборови авторот создава цела атмосфера. Не добиваме само информација дека лијаме во шума. Не, ние го чувствуваме тоа. Таа мистерија, можеби дури малку страв. Ете, тоа е моќта на добрата приказна. Сега, за да се отклучи една ваква приказна, не е доволно само да се следи дејството. Треба да се копа подлабоко, да се запрашаме зошто ликовите го прават тоа што го прават. Која е таа поголема скриена порака што авторот се обидува да ни ја пренесе? Добро, приказните се супер за емоции, ама што ако целта не е да се почувствува нешто, туку едноставно да се дознае нешто? Тоа не носи до нашата втора алатка, која има сосема поинаква мисија. А тоа е информативниот текст. Тука главната задача е јасност и прецизност. Без некои емоционални украси, целта е едноставна – да се пренесе знаење, да се објасни некој поим или да се изнесат аргументи кои се темелат на докази. Овој пример за електричните автомобили е совршен. Забележете како функционира. Текстот не ни раскажува приказна. Наместо тоа ни дава една избалансирана слика. Од една страна го кажува позитивното, намалени директни емисии, ама веднаш потоа ја додава и онаа клучна нијанса, дека се зависи од тоа од каде доаѓа струјата, објективно и јасно. За да ги разбереме овие текстови, треба да размислуваме малку како детективи. Која е главната поента тука? Кои се доказите што ја поддржуваат? И можеби најважното прашање, дали аргументот е навистина цврст? Тоа се прашањата што треба да си ги поставуваме. Супер! Сега одиме на следното ниво. Преминуваме на алатката која е темел на целото модерно знаење. Алатката која бара највисок можен стандард на докази. Зборуваме за научните текстови. Тие се, всушност, столбот на се што знаеме за светот околу нас. И не се само збирка на факти, не. Тие представуваат еден многу ригорозен процес на истражување, анализа и носење заклучоци. Најважното е што тие ни покажуваат како знаеме нешто, а не само што знаеме. Во денешно време, кога сме обкружени со секакви дезинформации, овие вештини се буквално поважни од кога било. Да се научи како се чита научен текст, всушност значи да се научи како да се размислува критички, како да се проверуваат изворите и како да се носат одлуки врз основа на докази, а не на некои претпоставки или чувства. И конечно стигнуваме до нашата последна, најмодерна алатка, она која го дефинира начинот на кој денес комуницираме со информациите, особено онлайн. Тоа е интерактивниот текст. Ова не е нешто што само пасивно се чита од почеток до крај. Не, тој бара од нас активно да се вклучиме. Со секој клик на некој линк, со секој одговор на некој квиз, ние самите си го создаваме сопственото патување низ информациите. Тоа е како авантура во која ние сме возачот. Ние одлучуваме каде ќе одиме. И секако за оваа авантура се потребни малку поинакви вештини. Тука не се движиме праволиниски. Наместо тоа, скокаме од идеја на идеја, споредуваме различни извори и активно си ја градиме сопствената слика за темата. Тоа е динамичен процес. Добро. Ги имаме нашите 4 алатки.
наративен, информативен, научен и интерактивен текст. Сега, ајде да видиме зошто совладувањето на овие алатки е толку клучно за светот во кој живееме денес. Главната поента е оваа. Кога знаеме со каков тип на текст си имаме работа, добиваме огромна моќ. Моќ да анализираме, моќ да проценуваме и моќ да одлучиме како ќе ја искористиме таа информација. Токму тоа е суштината на медиумската писменост. Не да бидеме пасивни потрошувачи, туку активни и информирани граѓани. А можеби една од најважните вештини од сите е оваа. Способноста да се разликува факт од мислење. Едноставно е. Фактите можат да се проверат, тие се објективни. Мислењата се лични ставови, верувања, тие се субјективни. Препознавањето на оваа разлика е нашата прва и најважна линија на одбрана од дезинформациите. И ова не е само некоја абстрактна идеја. Колку се важни овие вештини е препознаено на највисоко меѓународно ниво. Толку е важно што дури и глобалните образовни стандарди, како што е познатата PISA проценка, од 2029 година директно ќе ја мерат способноста на учениците критички да се снаоѓаат во дигиталниот свет. Ова е иднината на образованието. Ова објаснување што го следиме денес е дел од Деновите на медиумска писменост 2025. Тоа е една поширока иницијатива која е посветена токму на развивање на овие вештини кои се неопходни за предизвиците на модерното општество. Но нашето патување низ светот на информациите секако не завршува тука. За да продолжите со учење, за да ги усовршите овие алатки и да истражите уште многу материјали, посетете ја веб страницата на Conedu Global. Вреди да се запамти. Секој текст е еден цел свет што чека да биде истражен. А сега мапата е во наши раце. Ви благодарам.